Васко, добре дојде во Хитмејкер. Фала на поканата. Голема чест ми е затоа што си ти еден од главните виновници за македонска алтернативна сцена во последниве 3 децении. Кратко онака, како почна, кој те внесе во сево ова? Па, никој не ме внесе, едноставно така се погоди. Со музика сум обкружен од цел свој живот, од најмали нозе, али не директно, него онака татко ми например слушаше цело време музика во кола. Дома рокав на радио. И така знам уште ги имам тие први 2 плочи. Јова од седморица младих и Никола Булатовиќ. А кој ти беше прв контакт вака со жива музика? Прв контакт со жива музика, сега гледај, не збориме за рок-н-рол, например, стално сум бил фасциниран на свадби, као клинец. Знам еднаш кога бев на една свадба и свира Тавче Гравче. Леле, нема ми кажеш дека е исто влијание. Ја кога мал, Тавче Гравче, Драган Вучич го гледав на бас во Олимписко село со Смилја. Ја би ми текнал дека ги прашав тоа што пауза, дали пауза за ручек и као колку песни знаат и ми рекоа околу 800. И тогаш знаев дека од тогаш дека нема да бидам таков тип на уметник, бидејќи не сум јас тој профил да можам да процесирам 800 песни, ама некако ми се свиѓало кога дознав тоа дека луѓето ги пишуваат песните. Тоа некако ми се засвиѓа. Почнав поинаку да гледам на стихотворби, така да музиката ми е стално поврзана со текст. Така. Знаеш, дури ни Мориконе, например, нели, стално преку Серџо Леоне го нели се рокаше на југословенска телевизија, значи и на нашата радио телевизија Скопје, па и во кино. И музиката ми беше поврзана со действијава, знаеш, со Клинт Иствуд што ќе направи, знаеш. Ја одамна знам за тебе дека уште фамозната коцка, ти си човекот кој што секогаш регрутирал млади панкери со касети, со цедиња, ти слушај ова, ти слушај ова е нов бенд, ова е ваков бенд, таков бенд, и дека многу луѓе си едуцирал за музика. Ние бевме колектив. Значи не само онака свирачки, туку и другарски. Ние бевме колектив, значи не дека ја таму, ние немавме ни водач, ништо, значи не дека јас сум бил, може повеќе луѓе ме знаат зашто сум бил во бендови, инаку тоа беше на ниво, нели, на еднаквост, анархистички пристап кон работите и ние бевме повеќе хардкор панк. Значи исто така и тоа начинот на кој што живееш беше битен, не само музиката, така да музиката не беше некој вид на самоорганизација, нели, како и денеска немаше баш многу услови, се не е да плачеме, меѓутоа нели не е исто тука и во Швајцарија, разбираш, да си уметник. Било што и работник и не е битно. Така да ние тоа наместо да кукаме го преземавме во своји раце и тоа е таа нарација, тие постулати во кои што уште верувам, баш буквално како и сите ние, нели, правиш сам. Кажи ми, Бернес колку постоеше? 15 на години? Така нешто, да. Значи сте смениле неколку влади. Да. Бидејќи имате доста политички набои у стварите. Да. Чим сте смениле неколку влади, значи сте независни. Првите 4 албума беа во МРТПМН. И после више не имавме проблеми, после 4-тиот албум ја викам не, значи стварно буквално чекав СДС да дојдат на власт и ни до време да стигне албум да не искочи само против едните. Нема врска, гледај, нормално е политичарот да е крив за све, тоа е како родителот, како класната, како тренерот, така. Не може крилото да е криво, тренерот, менаџерот, ако вида не бива ни со едните ни со другите, сврти на поише на шега. Не, што сакам да ти кажам, нас никој не прашал за оваа реалност. Една од предлосите да се биде уметник е сам да избереш покрај оваа реалност, така да креираш некоја друга твоја реалност, која што нема да и нашкоди на оваа постоечка. Бидејќи реалноста, сите знаеме дека е прашање на консензус. Тука, овој дисбаланс што се случува во оваа наша општество е токму тоа што ние немаме никаков однос кон заедничкото. Не можеме да направиме консензус околу ништо, така. И едноставно затоа тој принцип на направи сам, на колектив, на таа нека упорност
нели, тој пирејски момент што се опишува во македонската литература и битие, е проткани во нас, знаеш. И едноставно секојаш сум одолевал на оние профани обиди да не присвојат, затоа што јас сум македонец, јас сум во Македонија и мене ништо друго не ме интересира. Сега милиарда пати ќе си отидав да сакав. Меѓутоа едноставно Сега тоа сакам да те прашам. Да. Затоа што си човек кој што истраел толку време и се уште стоиш цврсто на позициите. Би можел ли нешто да ги советуваш младиве музичари, алтернативци, рокери, било кои, сите? Тешко се живе од музика во секој жар. Има ли нека лекција што совет што можеш да им го даеш или нема совет, мора да биде all in, мора да биде тешко или не може да се живее тука од тоа или да се истрае? Види малце со спортски пример. Баш гледав интервју со Мирко Филиповиќ Крокоп, кој ти текна на ММА борец. Да. Најголема легенда на овие простори, па и поширок. И човекот исто така го прашува, знаеш, како совет некој. И он вика, другари, им зборува на више искусни борци, помлади од него. Вика, ти мал, кој не си сањал за тоа. Ако сам не си ја бараш беѓата, брат, џабе те, ќе свириш и 40, има и такви примери, ти ги знаеш, и сите ги знаеш. 40-50 години свират џабе. Страв му е да каже нешто. Не знае. Уметникот не треба да му е ништо страв, човече, тоа кажавме, паралелен свет, голема работа, мислам, без плоча ќе се преживее, ќе се пее некако, знаеш. Ама не можеш да преживееш без сега асфалт, не може децата да не се да немаат основни услови, не може да е лошо прљаво вецето во болница, разбираш. Не може автобусот да е дивалига, не ме гајле кој е на власт, знаеш. Него они се на власт на парите, не се на власт врз човековото битие. Тоа ние не го сваќаме како луѓе, знаеш. Бидејќи пак ти какви да си професија, знаеш, колку да си стигнал во животот според мене, пак утре ќе се пензионираш, треба да искочиш на таа улица, треба добар ден на некој да му кажеш. Кој знае какво е тоа чувство некои луѓе што добар ден не му рекол на никој и сега после пензија му текнува ќе станам добар сосед. Не е тоа така, брат, знаеш. Како луѓе што почињаат да шмркаат на 40 години. Така е. Зашо бе, брат, си истерал 4 децении, лудило, деца имаш, идете на одмор, вамо, тамо, шо ќе ти е тоа, глупости? Кажи ми, Бернаис, ха-ха-ха, 21 век, каде е Васко највеќе? Васко. Или Па соло сум највише, имам и соло 2 албума, сега правам трет. Али, искрено, значи, мене... Или секој од тие проектите отсликува различно искрено, два бенда ми го скршиле срцето и таму највише сум се наоѓал покрај солото. Тоа се ха-ха-ха и 21 век. Значи, сите бендови сум ги сакал, али никако ха-ха-ха и 21 век ми биле највише при срце. Мислам, највише, бидејќи исто бенд е консензус. Ја, например, повеќето бендови кои што сум членувал, сум ги формирал. Сум ги осмислил и така натаму. Меѓутоа, тука имаш други членови, знаеш, сите се паметни, знаат, знаеш. Интересна игрица е бенд, знаеш и самиот. И сега на крај ти едно си саѓал. Не е лесно да си со Васко бенд, да ги разбереш. Абе не е лесно и со Кит Ричард, брат. Нема да кажеш дека сум бетер од Кит Ричард. Кит не го знам. Ема не, али би се биографијата на тоа на сите им викам. Знаеш, кај нас, овој ваков е таков, абе другари, чекайте малку. Дали се читале биографијата на Кит Ричардс? Се протега на 444 страни. Брате, ние сме сите добри момци. Знаеш, цела работа и да си бетер од Кит Ричардс ти се прашта, затоа што си тоа што си и си го остел тоа што си го остел и ќе оставаш. Види, добри момци не свират рок-н-рол. Во рок-н-рол нема ништо убаво. Рок-н-рол не знам дали смеа се кажува кај ќе иде на YouTube, во превод значи крткање, знаеш. Тоа значи рок-н-рол. Значи, буди некои примордијални нагони, знаеш. Нашата поента е тоа да се канализира во инстинкт, да знаеме што е добро, што е лошо за нас и за другите, бидејќи животот е колективен спорт, така. Значи мора уметноста да им прави неугодно на тие што се угодни, така и да ги утешува тие што не им е удобно. Бидејќи настанува мрза, сам знаеш. Мрзата е најголемиот проблем. Таа води кон оваа денеска стрес. Ја денешно не знам што е тоа стрес, не ми е јасно, депресија, не ми е јасно. Меланхолија сваќам. Тоа сваќам. Али стрес не сваќам, брат. А добро бе, животот ја брат излагам. Пази, не ме пука кола. Не ме пука срцев удар, добро е, брат. Татко ми викаш имаш карта за денес, брат, са вајде си се развил, добро е, цепе, ја така живеам. Како дојде идејата до стварање на
на пример еден фестивал као Земјотрес. Абе, види, Колку време беше таму или само бев неколку ги години, поставивте? 4-5 години. Мислам, тоа се случи у Комбе на турнеја. Не е битно, знаеш, тоа беше исто колективен спорт, си продолжија, момците и така натаму, еден од подобрите македонски фестивали. Дека ние сме клубски бендови, значи меѓутоа авторски клубски бендови. Значи тоа така звучи, ти ќе отидеш у Берлин и ќе имаш 80 карти. Меѓутоа тие дошле тебе да те слушаат на македонски. Ти пееш на македонски. Во вторник. Картата е нешто 15-20 евра, тогаш. Има 20 наставни кои свират американци, по-популарни земји, разбираш? И они дошле тебе да те гледат. Значи тоа не е малце и тоа без никаква поддршка, не треба поддршка. Јас станав викам, каква поддршка Министерството за култура, тие омау земјоделие. Бавче да се вратат назад. Можда си Ме разбираш, брат? и Услови твоите треба. бендови, можда сте и рекордери и најголеми, да кажеме, амбасадори на македонската алтернативна музика, ако гледаме по број на наступи ван Македонија. Колку е тоа напорно, колку тоа троши? Глеј, турнеите е на работа, како ти кажам. Да си ти се онака, јас сум знаел, например, комбинирано тоа што настапував и професионално возев бендови на турнеи. Знаев онака да бидам, што се вика, по 200 дена на пат. И сега, мене тоа не ми паѓало тешко, искрено ти кажам. Меѓутоа сум гледал како луѓе се кршат. Свашта се дешава на турнеја. Знаеш, некој е на турнеја 40 дена. И свашта се дешава, значи баш на свашта. Сум гледал свашта на тоа. Полош од со обеќајка, значи како луѓе се кршат или пак како растат. Имало случаи бенд влагал Комбе, не може да се видат. После 30 дена, ака машина, знаеш. После недела дена Дали се е вистина распадна. у алтернативни бендови дека се додека свират за да кажеме хонорари колку да покријат трошоци, да го пројдат денот и така натака, се додека не дојдат до еден бољи хонорар, пука работата и бендот се руши. Не е за пари, знаеш, гледај се нешто ти кажам. Прво и основно 95% од бендовите во светот се мали бендови. И се во зоната ти што опиш. Тоа е 95%. Втора работа не е за пари, него после некое време, знаеш, на луѓето и големи и мали бендови им смета зашо се овој ги има на слика. Па зашо овој тука, знаеш, као он сега го застапува бендот. Нели тоа се непишани правила, ние се водиме според непишани правила. Иначе животот не би ни бил интересен. Ќе работевме друга некоја работа. И токму таа комплексност мене ми се допаѓа. Никош не сум гледал онака закрвување, знаеш, имало незгодни работи секогаш, знаеш. Ми се распаднале на турнеја 2 пати бендови. Важам као незгоден карактер, што многу се радувам. Ни Марадона не беше згоден, ти текнува. Веќе имаш, значи, алиби. Нема либи, нема либи, него ме прашуваше, јас си одговарам искрено, знаеш, да не одговарам онак клише одговор. Ние бевме да секако. Втора работа, било кој македонски бенд, без некоја поддршка да отидеш да свириш у културен центар, не викам дека тоа е лошо, знаеш. При некои наши таму да те стават ден на Кирил и Методи и така натаму, не верувам дека пушат, како прво не верувам дека ќе договори концертни на Дордил. Значи сето тоа е ти да бидеш, ја тоа го викав, висока втора европска лига, и да стигнеш до таму таа работа не им успеа на сите, не им успеа ни на некои американци, знаеш. Ти сепак знаеш ке рече неки, значи у пик тие бендови продаваа по 3000 плочи, пример, знаеш. И сега некој вика, 3000 плочи, другар, чекај малце. Као заставила се 3000 плочи. Нема да кажам срамота, не решам митови колку продаваше Тоше Проевски, да не кажам други колку продаваат. Да не се срамиме, не е ни 4 бројки. Не разбираш? Сега, на пример, треба правиш нов бенд. Од ново, нула. Да. Треба да смислиш нешто што не си го правил до сега. Состави го бендот, кој би ти свирал? Или као прво не би правил нов бенд. Пробав тоа сега нешто. Хипотетички сега збори. Па, знаеш што би, не би идел на тој принцип као модерниот фудбал, знаеш, идел на проверени играчи. Аха. Тој би се попрел на младинската школа, знаеш. Аха. Не знам, или пак куцамо на врата за породени хасова, знаеш, можеби некои скроз постари луѓе со кои што, знаеш, не знам, со Јаков Дрејковски например би сакал. Јаша, као, знаеш, што би направил ствари, сега збориме што би било кој би било. Така да, така. Па би се направил онаков, сега ќе ти кажам, Crosby, Stills, Nash и Young Band. Значи, Наум Петерски, вокал, али он сигурно знае да свири нешто, 100% маце, армониче, пијано, као Нил Јанг да биде.
али да знае да пее. Јакоп тука обавезно, сонграйтер, исто пее. Ја ќе се шуткам тука па баце као ама не сум за фрлање. Па сте најнеомилениот Битлз. И тука уште еден и Горан Трајковски да има тежина тоа. Така. И тоа би можело да биде откачано. Али сега види, Покушавам сега да ми зазвучи у глава, знаеш. ја би инсистирал да биде кога ме прашале, продуцентот мој. Значи, Васко, фала ти многу што прифати поканата. Фала ти на тебе. Не е лесно да се дојде до тебе, се договараме оддамна. Не се мотаме на исти места. Да. Али, у секој случај, топ што се видовме, што направивме муабет, не ќе превише клише да биде муабет. Него супер спеше, значи, уживо. кој го интересира, Васко Атанасовски, нек си прогугла. И има многу за лектири за читање. Така е. И така, фала ти ше еднаш. Се гледам. Фала, брат.